Што сега? Што сега? Прашав што ќе правиме сега. Јас не можам да најдам никакво решение. Па нели веќе се договоривме и мислам решението се знае. Тоа не доаѓа во предвид. И двајцата сме на почеток на студирањето. Даде, но на крајот со љубовта. Трето нема, или. Добро. Што сакаш да кажеш со тоа или? Па ете, јас на моите веќе им кажав и... Им кажа, готово. Добро, како можеше тоа да ми го направиш, а? Плачев, дојде мајка ми, ме виде и... она немаше каде, мораше седи и призна. Женско, со плачење, а? Добро те молам, немој сега пак се да расипеш. Расипувал или поправил, исто ми се фаќа. Туку, ќе мораме да им ја кажеме вистината. Имам предлог. Еве, идам. Повелете. Еве ти. Повелете. Благодарам. Повелете. Живо. Ајде, добре дојдете. Повелете, само седнете. Ова е за тоа. Благодарам. Чувствувајте се како да сте во својата куќа. Да, благодарам. Вие двојца ќе седнете со нас или... Не, ние ќе се повлечеме во мојата соба. Таман бравата, па ние дојдовме за да не се повлекувате од оваа соба, сама сме дојдени. Баба ми велеше... Седни ти кај мајка? Не, добре. Дом. Баба ми велеше не се бега од пишаното, ама... Сигурно. Ели, да се не пиеме... Тоа, ајде, превести се ти овде до вас. Видиш, тоа го можеш и до мајка да седиш. Кој? Дамите имаат предност. Да. Со какво нетрпение го чекавме денешниот ден. Што е? Сега некако сите замолчавме, а? Добро, мајка. Бака, чекај малце. Гледаш, ајде, да се напиеме по една, па белкин ќе ни се разврзат јазици да се прибере. Ако се забавите со иста бранова должина со перо, па јас и Маја тогаш. Што, има некој против аперитивот? Не, некој. Добро, да се разбере. На здравје. За Маја? Ајде за. За убо. Ајде послужете се нешто. Убава, нели? Да, добре. Домашна? Јас сум по виното повеќе за една ракија. Јас ако и ракија. Ова... Мислам... Требаше да... Пардон. Не, ништо. Јас... Па, не знам како да почам, знаете. Мислам дека децата избрза. Грешката е грешка, децата се наши. Ние сме затоа родителите овде да исправиме. Сигурно. Децата, Васко, решија без нас. Ние не смееме да им ја растураме среќата. Тоа е, мислам... Се разбира. Како да не? Убаво рече Маја. Само барем да го завршија факултетот. Барем. Не, тие ќе си го завршат факултетот. Само нека си се здрави и живи. Дека ние сега за тоа време така малку ќе си се подстегнеме, па ќе си се подстегнеме. Мајка, стегај, мислам до... Не, уште еден член повеќе. Да. На здраве. Не, јас мислам вака. Ние да ги поделиме децата. Вие да си го издржите Илчо додека не го заврши факултетот, ние нашата додека не го заврши факултетот, а после тоа сите адети ќе ги направиме како што е ред. Така. Можеме сега да ја направиме веридбата. Да, може. А свадбата? Свадбата нека биде пред веридба. Браво. Ова е добро. Мајка, не може тоа.
Значи, пријатели, ти и јас како и досега, нели? Ти Ленче, јас Илчо до крајот на живот. Васко ти се моја. Знаете, тој секогаш така сака да се шегува. Навистина сега да си признаеме и да си кажеме дека вас ќе ви биде малку и тешко и тажно додека не навикнете да живеете без Елена. Но што се може сега, па така си е редот. Тој ќе им го ставиме ние. Тие да си решат меѓу себе. Ако има, еве, досега им остававме сами да се решаваат, па еве докаде стигнавме. Не, ние тоа сето ќе го направиме поред, мислам, како што е редот. Зборот ми е, знаете, сакам да кажам за доиздржувањето, за завршувањето на факултетот. Инаку нема да имате други проблеми, мислам и поборувачки од нас. Куќата ни е полна и рамна, со се мислам имаме. Не мислам. Само ќе треба малку разбирање меѓу нас, нели, и малку почит и љубов од децата. Апсолутно. На здравје. На здравје. Да ги викневме децата? Јас на вистина, па греота се им се стегаат срцата како копци. Ајде, Илчо, Елена, излегувајте, готово. Аман, бре, бабо, аман. Што готово, па не е ова фудбалска утакмица? Немој така се единствено ме поддржуваш. Деца, каква радосни направивте. Ајде. Елате вам. Елате, не гледате там. Ајде. Сега ќе ви соопштиме нашата одлука. Ајде, како на суд, а? Илчо, биди сериозен кога веќе сакаш да се жениш. Видете, имате благослов само под еден услов. Не брзете многу. Под еден услов да го завршите факултетот, Така. а ние до тога заеднички ќе ви помагаме. Заеднички ќе помагаме, заеднички ќе си живеете кај нас. Додека не си купите вие стан. Да. Ајде на здравиме, мислам. Да. Ајде за среќа на нашите деца. За среќа. За среќа. На здравје, Зубо. Зетко, не пиеш ништо ти, а? Ама пријател Перо и ти не пиеш. Јас сум по виното, реков. По виното. Или Дај го, Илче, да го отвориме виното и може една песна пред да замезиме. Дај го, Вил. Ето така. Убаво домашно винце. Супер, затоа и сум го донесол. Која песна ќе ја речеме? Простете. Која песна? Доста. Не знам. Може ли Црешна се од Корен Корнеш? Може. Маја. Ајде, запејте, ајде. Прво по старите. Ајде. Не тоа, мајка. Црешна се од Корен Корнеше. Жена ми е по песните. Дома се Добро, синко. Како можеше тоа да ни го сториш? Ајде сега немој да претеруваш. Навистина се покажа Джек и половина. Издржа се достоинствено, браво. Так, се покажа Джек и јас сум Джек. Сигурно и јас сум достоинство. Ама сега на тебе ревот. Јасно ти е? И треба да им налегнеш на испитите пред да заквичи малечкото. Што повеќе испити, толку подобро, зашто повеќе после нема да можеш да се концентрираш. Добро, и сега нема да има никаков проблем. Еве, за оваа сесија пријавив 5 испити и сите ќе ги положам. Браво! Што зборувате? За прв пат ве гледам вака здружени и смирени. Ајде, бабички, гледај тебе да не ти загоре ручекот таму. Види, а ти... Ерген! Рекло грнчето на капачето. Ти, дедо, да не мислиш дека се уште си ерген, а? Јас, бабички, си признавам дека сум дедо, ама и ти признај си дека стана баба. Ја. Добро, ајде, доста зајадување сега. Ем вие мило што се случи цела оваа работа, а ем некако не можете да поверувате дека имате снаа во куќава. Види кој ни дава совет. Па, гледајќи тебе и тешко може човек да поверува. Ама ич не ми личиш на татко. Ој, Илчо! Како не личи на татко?
Ке видиш ти кога ќе запее малото, како наутро ќе стои вака во став мирно во ред за млеко, за беби папа, за биберони, за макарони. Кој јас? Не, ето, никако. кој ќе ти стои? Па во куќава имаме пензионери, нели? Младиве треба да си поспијат, ги чека напорна двојна работа. Туф. Кој спомна пензионери, да не се покачуваат пензиите? Мајка, ти подслушуваш или така се прави? Не. Зете, јас не бегам од земените обврски, еве, како што се гледа и од приложено. Па нели младите ќе ти помагаат се? Не зборам јас за таа помош, туку за она динарчето што се договоривме, што треба малку вака да го зголемиме. Значи така, секој од нас ќе даде по некоја пара, дечињата ќе се растеретат и ќе може да си учат децата. Мамо, купи црвен пипер. Ај, до пиперо дојде работата, еве го тука е. Супата е на маса, може да се руча. Само Тања некој да ја викне. А каде Тања? Пред првиот влез цел ден зборува со другарките како да се наоѓа на состанок на Кепс. Така да видиш што значи двоен напор, а не само да критикуваш. Еј, Васко, па го задеваш детево. Не, ајде сега веќе да внимаваме како разговараме со него, зашто тој веќе е маж и татко. Ќе викнеш Елена на ручек? Не. До веридбата нема, а потоа ќе ти се здосади од неа, баба. Зборувај, па после кога ќе ти се налута, цацко ќе ти биде вино. Добро, ова е само игра на зборови, ајде. Истија како татко му. Вака ти правеше првите години. Туф. Се памти. Да не ме озборувате вие двајцата мене, само знаете што јас не наседнувам на тие ваши што се. Даде, мајка, ти си измонедна, мислам, многу ретко можеш ти така да наседнеш, не може човек да ти спровоцира. Мене, нели, не, ти си, како велише, шампион. Чемпион. Чемпион. Здраве. Ајде се супата да почнеме.